Па што не викна тие емисија? Што да правиме ние сега? Си одиме ако не, што? Не бе, па ти, па ептен сум разочаран, минатиот пат ми беа фамилија Марковски и ми кажа не сум им член на фамилија. И сега не знам која ми е фамилијата. А вие да не знаете од која фамилија сум? Кај да знаеме ние од која фамилија си ти? Па ние кога сме работеле тоа, ти не си се ни родил тогаш? Не си бил роден? Како бе, од кај да знаете, па меморија се викате? Па ако некој што се вика меморија не знае од која фамилија сум, кој ќе памти од која фамилија сум? Добро бе, Жаре, да ти беа електрични оргазам гости. Што ќе ги прашаш? Вечерашни гости Меморија. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Здраво, много еден. Јас сум Жарко Димитриевски. Аплауз за Пепермин, бе молам, аплауз за Пепермин. Здраво, Мац. Тоа е тоа. Дечки, во Холивуд деновиве има номинации за Оскари и веќе ги вадат тие филмови што демек ќе бидат победници нели оваа година. Немам гледано ништо, но викаат дека тоа биле циклуси, демек една година биографии тепаат, друга година тепаат историски, трета година криминални филмови. Имаш една педери беа цела. Се сеќаш на таа година? Па таа ја гледав само. Кршен грпланина. Нема везе. Знам дека имаше популарни беа, само геј имаше. Со ковбоите. Да. Голи која беа во планината. Тие. Заедно што го гледавме. А сега? Што ќе биде? Годинава катастрофи ќе бидат веројатно главна тема. Катастрофи и тоа онака тотално уништување. Како Титаник што беше? Не. Титаник е као парцијално, ова е тотално уништување, апокалипса, значи. Атлантида, крај. Не, полошо. ВМРО. Брат, ова не треба за деца. Да, не За треба. деца гледање не, ќе има пиштење, вриштење, нема шанса. Забрането за деца. Не пуштаме Плюс 18 ќе биде ова. Не го пуштаме тој филм, ќе пуштиме друго. Имаме ексклузивен исечок од нов филм кој што е номиниран за Оскар и се шушка дека главната улога во филмот ќе земе Оскар дефинитивно, а тоа е Морган Фримен. Имено Морган Фримен играше во надсинхронизација на еден филм. Да, филмот се вика Потоп 2017. Во главната улога е? Виде, Коце Трајановски беше главна улога, ама Морган Фримен го надсинхронизираше. Да не зборуваме, значи видете сами. Еве го исечок. As they say in my party, from the dawn of time until now, always work, always Macedonia. Види со кариерата до каде стигнал, браво. Морган А Фримен. не знам дали биде во Холивуд, на Netflix. Кевин Спейси го набрка. Некогаш силувал таму некое момче. Да. Колку на 16 години? Не, мал. 14 години. На 14 години. 14 години, да. Па сега дечкото пораснал, вајда собрал докази, нешто ова, она и го набрка, готово. Да, ептен лош случај, ама тоа не е шега и навистина да не се зезаме за тоа, мац. Чекај са, вака, едно прашање имам до тебе, ама искрено да ми одговориш. Океј. Зошто замина од претходната телевизија? Мислам, зошто заминавме сите? Ајде режија да ја видиме вистината. Зашто? Момент на вистината. Го тргав заради дека можев на трета. Како не? Фейк ньюс! Фейк ньюс! Никош не се упуштал пораки на... Не. А вистината е како шило. Ме сваќаш, мора да излезе. Со чом имаме, разменувам пораки само за бербер и за такви работи, за ништо. Види, шега настрана, кај нас имаше еден ваков случај. Добро? Мислам, жртвата имаше 15 години, не знам дали 15 знаеш. години. Да, порано беше. Ама кога било ова? Ова беше многу порано. Не знам, не се ни сеќавам. Некако не се сеќаваш? Зашо? Мислам, Не тоа знам. беше таа година кога почна Груевски да ја малтретира Македонија. Имаше само 16 години. Малолетна беше. Да. Малолетна беше од 2006-та. Да, така е. Ние се продолжуваме со нов термин, нова телевизија, ново студио, 18:50 на Канал 5, 1 сезона 9. Но има и други новости. Ке се враќа наводно
Пушењето во локалите, нели? Yes. Тоа е новитет од владата, се радуваш? Друго е. Ќе се враќа пушењето, нели, во локалите. Па не само по локалите, и И? по канцеларии, по кабинети, ќе се враќа пушење на велико. Така, добро. Види, имаше проблем. Ете, одма има кандидати. Да. Имаше проблем, имено многу се трошеше порано, нели дека се чмајаше надвор, се трошеа многу парацетамоли. Па, Отровен. Парацетамол. Да, знаете. во дека се е беше. математика, брат, на некој начин, знаеш. Во се Добро. има математика. Види, сега ќе се трошат прашаци за перењалишта. Па са, тоа е тоа. Види, мислам, искрено, онака гледано, јас мислев дека стварно ќе се укинат цигарите како во Европа, ама скроз ќе се укинат. Они па ги враќаат чув- на велико, Ја човек. чув друго дека овие сега ќе прават кампања за пушење. Па супер би било, мислам, јас имам неколку и слогани што би Кажи. могло да бидат. Со пушење до врвот. О, имам. А ова, пуши. Зашто и така немаме доволно пари во пензискиот фонд. Оу! Пуши! Пуши. Повели. На Синти му се брза за станот. И Достоевски пушел. Достоевски го пушил? да, Добри, ки ги добро. пуши? Види, и Фатиме Фетаи по 3 кути дневно ги пуши. Ау, добро, да. Ама чекај, и Груевски пуши? Не, брат, Не? имат излажано Груевски е во здрав дух, тој не пуши, тој е спортски дух. има. Чекај, лошо прочитав, друго пишува. Што? Пуши, попуши се збуди. Некој мора. Во еден италијански град нудат 2000 евра за да се доселите и да живеете таму. Ма немој ме. Да. Јас знам еден град, странски е, Добро. каде што нудат 5000 евра да се населиш и тоа Македонија ти ги плаќа. Сериозен си? Кој тој град бе? Не знам али вие го знаете. Кој? Как? Как? 5000 евра и стан во Скопје плюс. И стан во Скопје. Е, па, Океј. сликава на бимотот, кај ти е слика на извини? Оваа слика? Да, Па, таа ами од слика. Полуматура, бра, нели гледаш мача дека има? Па, Мачиња ми се лепеа. се гледа, да. А според фризурата не ќе да е од полуматура. Пак со тоа ти. Добро. Ако беше, мислам, ако ја правеше полуматурата во црква, 1500 денари ќе те кошташе слика. Така е, дојде живот ама за поповите. Значи како му доаѓа, ќе се сликате кај црква, ќе си ја ставите сликата на Facebook и доле отец Танаско ќе ти стави коментар. Што ќе пише мац? Ќе пише долу, чедо, 1500 денари за сликата. А долу ГГ Стефан лајкови ќе мава. Слушај, битно од свадбата ќе си имаш без слика што ти кошта 1500 денари. Мислам, кај го имаш тоа? 1500 денари слика, баш кога ќе урамиш, ќе во сеп ќе ја ставиш, човече. 1500 денари кога ќе имаш внук, некој ќе рече: внучко мој, оваа слика не смеш да ја допираш, само да ја гледаш. 1500 денари кошта. Платена 1500. Слушај, Платена, може да ја понудата да ја зголема, да има слика, да има сликање наместо со свадбена лимузина, сликање со джипот на владиката. Тоа е супер. 3000 дарки. Да. Или не знам. Или, например, не знам, може, например, соберете го постерот од ГГ Стефан во природна големина. Вау! Во 8 дела. Во колку? Во 8. Секој Осум? празник по еден дел си земаш. Вау! Како ова што беше со Џордан на времето. Не, у NBA, наш свет што собиравме. ГГ Стефан. Не треба да има на некој начин повеќе понуди треба да има. Мора да има понуди. Чекај, ценовник сакаш да... Па да, мислам на празнични Добро, работи. например, ако има ценовник комплетен, тоа ќе значи дека пеење од поп ти е 1000 дарка. Добро, али пеење од поп со 5 души други, например, помлади попчиња, 1500. Добро. Добро е, пеење на поп со круна, 2200. а пеење... Пеење на поп од Game of Thrones, пример. Некој. 4000. О. Или, например, јадење на попара со вино. Што? 2200. Јадење на попара со вино? Не, тоа е 300. А јадење на попара со бисквити? Тоа е 700. А поскапо? Зависи кој бисквити се. Види, интересна работа е, мац, дека всушност, освен овие сите нови ценовници, има и нови заповеди кои што се вака по-модерни. Значи, по-модерни заповеди и сега Мац ќе ни ги презентира топ 8-те нови заповеди. Топ 8, одиме, Бозо, број 8. Не го вади селфи стапот ако не си спремен да доплатиш уште 500 денари. Број
7. Фејвај го Инстаграм профилот на ближниот свој каде и да е тој. Број 6. Еден филтер има X Pro 2 и нема да познаваш други филтри освен тој, чедо моје. Број 2. И немој да коментираш на ближниот свој, кажи кој те сликаше. Како да коментираш? Кажи кој те сликаше. Број 4. На внуката твоја не пишувај теткина лепотица моја. Број 3. Не зјапај во слики на жената на комшијата твој, ќе лајкнеш некоја погрешка, чедо Божјо. Вистина. Одиме број 2. Не лајкај слики постари од 2 години ич не убое. Манијачки број 1 нов за Ова е клучен. Ајде, добро, Значи, во камера тогаш. видео се снима вака, а не во портрет мод вака. Срамота е, бре, чедо, во 21. век живееме. Браво, Мас! Велики брат говори. За ладно време идеално е зелен чај Good Nature. А со чај оди книга. Во просветно дело препорачувам да си набавите новата книга на познатата Ведрана Рудан, се вика Маж во грло, во која овој пат таа отворено зборува за некои теми кои порано не ги допираше, а одлични се и Мирисот на небото од Исидора Бјелица и Хроностарт од Ана Чубела. И стигнавме до нашиот омилен гостин, екс вице-премиерот Мешевски. Ајде, Абе, шо ти е? Мешевски? Абе, дојди тука. Стари добри времиња, Те влече, а? Ајде, дојди тука. Аплауз за Мешевски. Што е работа? Како бе, што бе? Не си смеат никако. Не пропаднал светот бе Мешевски, крени глава да му се. Светот нема, партијата отиде, брат. Толку ли бе Мешевски немате некој рецепт, некој да се спасите? Имаме, бе. Имате? Реформа се вика. Па знам, устори, јас слушав тоа. Шо е таа реформа? Мислам дека зема всеки, да кажам, брат. Гледав ја на телевизија, да. Вака, значи, 300 грама мелени уреви, 150 грама мелени бадеми, 3 лажици брашно, 15 лажици шекер. Каква реформа е ова, бе? Шо е реформ торта, бе, брат? Ми рекла, најди рецепт за добра реформа. Јова си ја најдов на нет, бе, шо? Ко се скај? Ај пали Фордот, бегај. Ајде бегај да не те реформираат овие. Вице-премиерот извини екс. Ај ова веќе не ни треба, останете со нас, следува Меморија во 1 на 1. Назад во 1 на 1 со нашите гости. На 18 ноември 2017 во Метрополис Арена со почеток во 20 часот ќе се случи извонреден концерт како што немало одамна. Тоа се едни луѓе кои што се идоли и омилени музичари на многу генерации. Овие новиве, иако не ги знаат, ќе се запознаат и богами ќе се заљубат во кој? Во Меморија. Тука се Перо Камиказе и Поце Икономов. Меморија! Перо! Што прежедаре? Поце Икономов, Меморија! Нена. Поце, добар ли си? Ептен. А? Да. Да. Добро, Однака, имаше нешто проблеми. Само пред да почнеме со интервјуто, јас морам да кажам дека уредно беше поканет да гостува и Антонио Бандерас, но тој го одби гостувањето, не знаеме зошто и како, нека му служи на чест. Одби да гостува. А шо ќе ти он? Се плаши од моите мишичи, душ. Мислам дека сите се плашат од твоите мишичи. Познатиот Iron Man. Чекај, вистина ли е дека сакаш на Iron Man да одиш? 2021. Чекај, ова е сигурно? Па ако дај Господ здравје. Како бе иначе, така 2021? Зошто не 2019? Па тогаш пунам 60 години. А, ти си со намера. И сакам да бидам еден од подобрите, пошто има разлика во тоа, се вика Old Senior и категоријата е 60-64. Види, за тие што не знаат, Iron Man. Може да кажеме дека најтешкото надпреварување за поединци. Та се вика Iron Man
тоа е у Лос Анџелес, има уште неколку други, ама додека стигнеш до Iron Man има да изедеш 1 тон Железо. многу ствари ако стигнеш уопште, затоа што постојат прво помали, Кој сака може да се направи, па средни, не може изгледа. Па може ако решиш на пример 3 години да се бавиш сериозно и на 4-та година станеш тотално сериозен. Тоа е 8 месеца по 3 тренинга дневно, секој ден. И ти тоа ќе опреш на 60 години. Тоа 8 месеца ќе ги правам на 60 години, Браво. ако даде Господ здравје. Браво, а на 80 години што ќе правиш, Перо? Вака, кај се гледаш на 80 години, бе? Што ќе правиш, Перо? Па на 80 години мислам дека ќе пишувам книги и ќе им раскажувам на внуците што све сум правил у животот. Тоа е добро. И тие приказни ќе трајат секоја ноќ. Знаеш нели мајките регнувале децата и им читале приказни. Ја нема да морам да им читам. Ја ќе им ја раскажувам реално мојата животна историја. Добро, добро. Поце, те прашав дали си окей заради гласот. Значи, ти си ни гласот на меморија, другар. Ти си Мораш ми да у се крви, пазиш. мислиш, тоа? Ти си ми у крви. Ќе биде се окей нормално до Не, ќе биде. концертов? Не, имам така една Е, појава. од шо? Од Од- пеење многу или од од- пиење многу? Од пивоманија многу. Една буква разлика, а? Тука е негде. Добро, добро, ама Да се зимаш... деси пред некој ден, така. Добро. Функционирам, ама гледа, у друг тоналитет сум се. Така е, сега малку по лајт. Да, ако запеам ќе биде по-гадно од Девид Боуи, уште подоле, онака, ама не сум ја тој. Но ние за среќа, за да те чуеме и за да ги видиме и момциве како свират, бевме кај вас на проба, така да во текот на емисија ќе пуштиме и ќе си видат како ти тоа знаеш најдобро да го направиш тоа што и најдобро го правиш Поце всушност и едно мало загревање за 18 ноември. Не ве видов, тука сте биле. Имам нов збор за денеска. Фенви. Фенви значи носталгија, ама не е обична, него носталгија за место кај што не си бил, значи како да сакаш да не си во местото каде што си во моментот. Нешто како јас во моментов. Мамо, тата, ова е жаре, дечко ми. Сакам да кажам без разлика на кој јазик е, некои нешта сите исто ги чувствуваме, некои нешта сите исто ги сакаме. Како на пример добра шолја чај. Спасувај, good nature. Спасувај, брату. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature. Најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. За лесни и безбедни чекорчиња, анатомски чевли од говедска кожа со нелизгачки гумен ѓон. Новата колекција есен зима од шпанскиот бренд Паблоски ја најдете во Просветно дело во Скопје Сити Мол. Што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. Постојат два типа луѓе. Оние кои земале Форца кредит и оние кои ќе земат Форца кредит. А знаеш ли зошто? Затоа што секоја нова Форца апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш и земи кредит без камата и без трошоци. Онлайн на forza.mk или телефонски на 02 323 6666. Погледни поинако. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа и од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град.
Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Прочитај повеќе. Limited Edition DAB лименки од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Знаеш дека си во Volvo XC60 кога цело друштво оди на скијање, а ти си единствениот што вози. Знаеш дека си во Volvo XC60 кога во него се чувствуваш побезбеден од било каде. Знаеш дека си во Volvo XC60 ако другите коли се тргаат кога доаѓаш на паркинг. Знаеш дека си во Volvo XC60 кога безбедноста на другите ти е битна како својата. Знаеш дека си за Volvo XC60 кога сакаш да возиш без раце. Знаеш дека си за Volvo XC60. Има ли гости? Бидејќи вие имате и порано, како да кажам, членови што биле во меморија, познати, може луѓе заборале, Гуру Харе е бил пејач, така? Меѓу другите, гитара свиреше и пејач, да. Заедно со Маце, не знам што правеле. Со Јаблан. Јаблан, Гуру Харе, Ристо Самарџиев, ќе се Антонио појавували Димитриевски. Антонио што правеше? Бубњеви? Тупан свиреше. Беше доволно лош за да го избркате, а? Па не, имавме историска промена. Така? Да. Али се уште сме добри пријатели со сите. Ќе се појави? Па сите се појавија на пресконференцијата што ја правев. Ама на концертов ќе одсвират? На концертот ќе се појават други гости. Пошто ако се појават сите што биле во меморија, кај му е крајот? Онда тоа ќе биде, знаеш, меморија е уствари една рок школа. Низ меморија поминаа вкупно 47 музичари. 47 музичари? Е така, од кои со сите до ден денеска комуницираме и со никој си немаме кажано лош збор. Некои работи се менјале во животот. Ама грејота ќе биде Ристо да не се појави, а? Или ќе се појави Ристо? Ристо е пејач на петиот албум и Ристо ќе се појави и ќе пее 4 песни од петиот албум. Ристо Самарџиев ќе дел од приказката на меморија. Така е. Неизоставен дел. Ајде ја почнеме приказкава. Значи си почна меморија кога точно? Која година почна? 83-та година. Тоа беше проект на режисерот Ставревски од Македонски народен театар, неговиот син Ристо свиреше гитара и Дејан Миновски беше клавиатури, дечкото се живее сега во Франција. Требаше да правиме музика за една представа, Чочо Сан, Жолта фантазија. Пробавме да направивме, представата имаше премиера и после премиера и после тоа веќе не одеше. Ама ние останавме бенд, тогаш свиревме први во 83-та година некаков техно. И после свативме дека треба да направиме рок бенд.
Па после они двајца отиде у војска, дојде Антонио, дојде Бане и стана рок бенд. И од 84-та година фактички кај што е Нена. 84-та Нена. Првиот као хит голем. Да, кој беше во бивша Југославија, значи можеби прв хит кој беше отпеан на македонски, беше на сите југословенски радиостаници на топ листи Така е. прва со денови и со недели. А нели бе ве побара да издадете нешто за нив? Баш поради тоа кажуваш на македонски, се слушаше низ цела ексју, нели ве викна ПГП, кој беа Југотон, едно друго? ПГП не Југотон, Жарко Шкарица не викна у тоа време, тогаш се уште пееше Синиша Скарица, значи тогаш се уште пееше Зоци, кој почина, вокалот на Меморија, првиот вокал на Меморија. Јас отидов во Загреб, прв пат тогаш спиев, например, у величествен хотел у Загреб. Ти платија Југотон? Да, све Југотон, да, и разговараме и вика, знаеш шта, имачемо... Значи те спрема апера, а? Да, вика, А страна ќе бити македонска, Б страна ќе бити СК. Аха. Викам, не, и А и Б ќе бити македонска, му викам. Затоа што се тако ради, имамо само македонски песме, не могу да преведам сад песме. Аха. Па супер прича српски, каже, што има везе, хрватски. Вика, можемо тото... Каже, како овај из Љубљане, Предин и ови бендови из Љубљане свирају на словеначки, ја чу на македонско. Тоа е 84-та година. И не се даваш, а? Па не до не се давав. Тој ми беше концептот. 84-та, значи 85-та беше ова. Тоа беше не беше правило, него беше исклучок од правилото. Обично сите препеваа на српско-хрватски, така? Па еве ние до ден денеска не препеавме ништо на ниеден јазик. Така, добро, кул. И што се случи со понудава? Па пропадна. Нашата понуда не пропадна, се одложи. Добро. За некој време и онда имавме наше издание македонско кое носи број 001, кај што Поце веќе пее, тоа е првата плоча. Значи као не знам што, на Меморија, Оган под звездите. И кај што стои она Made in Macedоnia, фамозното. Така, фамозното и јас тоа што си го замислив, си го истерав. Не дека тоа во мене будело некаков национализам, јас така го имав замислено тоа. Тие 5 години не живеев во Македонија, живеев во Суботица. И кога се вратив назад во Македонија, цврсто решив дека ќе отсвириме во секое село да ја научам Македонија, бидејќи знаев 4-5 града. Добро. И се случија турнеи кои траја со денови, со месеци. Свиревме Зрновци, Блатец, Оризари, па на крај Кочани. По 4-5 комада свиревме у ден. За да се ја научам собствената татковина. И можам да ви кажам без разлика колку е мала е убава, има прекрасни луѓе и ние научивме еден куп работи кои не ги знаевме во тоа време. Инаку има една аплауз. Одете на YouTube, има една снимка од пресконференција од тоа време каде што Перо стои и вика: "Свиревме во Зрновци, свиревме во Чешиново, во Блатец." Као дик бе, као дик. Тоа сме кај YouTube и сите ја знаат онаа фамозно, она видевцено каде што се прогласува независност и тука се Киро Глигоров и Клјусев и се отвара шампањон, нели? И тука обично завршува видеото. Ама она што ретко кој знае дека ако продолжи видеото понатака што се случува, Меморија свират. Така? Која песна се пееше тогаш? Како носталгично се замисли. Па втората беше Оган под звездите. Зашто пред и после прво свиревме ние, па го донесоа, нели, официјално тој референдум на кој гласавме за Македонија така. И после тоа беше Оган под звездите. Интересна дешавка со Поце поврзана. Поце нормално, вака како што го гледате леп дечко сега, замислете па пред години, бетер, пута 10. И каде било Поце, кај што до толку било проблем да ти некој си 2-3 часа, 4 часа си останал заробен пријателе од што не си можел од жени да бел ден да видиш. Не каде било. Значи, са нема веза. Кај не било? Не, претенциозно, на многу места имало секакви. Не сме ја спомнале, овака, има две ситуации за кои што мене ми се останати у глава. Најмногу ми е една струмичка варијанта, он не знам дали се сеќа. Добро. Прво ќе ја спомнам, ајде, струмичката варијанта. Добро. Свириме у Струмица, у центар. Шо е тоа, не знам, шо беше тоа?
еден огромен објект, па доле у сутерен нешто као Дискотека во ама домот на чудовиште. културата доле, ама дугачок. И после свирка, после концертот свирка, да не ме потсеќа на нешто што е друго, у кафич свирка другачи. После концертов треба да излеземе надвор и да одиме да отидеме, после тоа идевме на пиење и јадење. Ама модерно на афтер. Ама како излагаш од салава надвор? И надвор бруи као осињак онако. Ама бе? И гледаш милиарда луѓе. И сега како? А вика ве чека, и тој вика еден вика ве чека, вика он дека колата. Која кола? Зашто да не чека кола? Не може вика да дојдете, вика да излезете надвор. И се деси што се деси? Нивни лица од објектот и полиција направи шпалир. Као за фудбалерине на Барселона. За да излезете? За да излеземе до ауто. Кога влеговме во ауто не можевме уште пола сада да си отидеме. Као она која им клатат кола на Битлси, стварно така беше. Како се осеќаш тогаш гледам? Стоп. Стоп. Тоа највише ми остана мене. Има ли доза на малце страв, као уе што ќе ми направат ако? Ја мислам дека у Велес беше со блага реченица. А у Велес беше друга скрос. Друга приказка, многу можда посладка, затоа што треба да ајде ќе свириме у Велес, каде у Младост салава. Тоа беше најдобра сала у Македонија. Затворената хала за рукомет, одбојка, за кошарка, така? Е што треба добра, ама претоа одидеме да им однесеме плакати, карти, овакво, и одиме ние тамо и ни викат, ви вика, што ќе правите? Па концерт бе. Па вика, вие сте луди. Зашто? Па вика, гледате, вика, кој има, вика, плаката, вика, деме концерт ки има, кој? Па Брена. Јебе, добро, шо? Деме, кај можете вие? Не, и он се вака, вика. Е, па шо бе? Па вика, Брена, вика, го откаже концертот. Зашто? 7 карти, вика, продадено. И вика, демек, вие ќе ја пуните салата, вие сте мрднати. А ајде, викам, тере, викам, храбро. Осте, викам. И си отидовме, после 10 дена, не е битно, правиме концерт, халата експлодира. Фул? Не фул, него они како нинџи се качуваа горе, има горе оние мат армирани стакла што се. Добро. Толку дебели, сите беа искршени и они од тука влегувале. Што збориш? Да, и пред едно... Не знаат дали да аплодираат на тоа? Да. Чекај, кршеле стакла, дали треба аплауз? Да. Кршеле стакла и друга работа, пред едно 15-20 дена на Facebook се појави дечкото кој што еден бил од оние кои што имаа направено транспарент можда преку 20 метри, огромен овака едно, што знам што да ти кажам, 2 метара, дугашок 20 метара, на кој што пишуваше Меморија Патире Македонија. Вика, ја вика тој и уште 23 другари го направивме. Со боја од кондури. Да. Колку време го правеле, бе? Пошто тогаш прееви немаше. Жаре цело време го води на едно место, он бега цело време да каже тоа што треба. Ама нека заврши па да видиме. Добро. Баш ме занима. А он бега цело време од тоа што се дешава. Да, се качувале минџи. И што заврши концертот и после отидовме, пошто многу испотени со облекувална овона. И не можевме да искочиме со облекувална. Не. Кажи, Пера. Се врати потоа педерушата да ја земе назад и го искуба. Тоа не ќе да го каже. Слушай, ама чекај. 200 женски девојчиња по 5-16 години, а Сале бубњарот ја затвори вратата од сооблекувалната и од озгора нели има стакло она, и од озгора го гледаше и му се ситаше. И на джандарите им вика, помош. Овој викаш, а? Овој, што чути сега, и од джандарите вика, која дигаш опашката, нека те скубат, шо ми е гајле. Опа! Тоа не го кажува. Он кажува минџи сега, голема рада. Ајде. Слушај, ќе те буцнам тебе сега. Има еден муавет, сум го чул скопски да го речам вакат. Не знам колку е вистина, не знам ни каде. Ти ќе кажеш, знам дека си искрен човек. Негде у некој хотел ти си имал дешавка, за малку ќе имало фајт меѓу тебе и сопруг на некоја што била со тебе у хотел, ама тоа било хаос. Ти текна. Да, ама тоа е многу смешна ситуација која не е поврзана со меморија. Добро. Не, ја за минџите. Да, правев музика за представата Леон Силена во Струмица на Горан Тренчовски и лекторката имаше бебе од 11 месеца. И таа 11 месеца не била излезена и се начука девојката, се направи дрво. И излезе. И у 3 саат сега у хотел идеме, ја носам што да правам. И соби ни даваат клучеви
ја ставив у соба, си легна таа да спие и у 5:30 сад ми звони телефонот и вика, Снеже да ми ја даеш. Викам, друже, нема Снеже овде, викам, ај бегај, да не кажам сега по груби зборови. Го затворив телефонот, 2 минути пак. Ако е кај тебе, дај ми ја, молим те. И не сваќам, пошто не знаев како се вика девојката. Не ми беше уопште јасно дека шо ја бара бара Ников. оваа баш. И трет пут збори, абе, ако е, те молам, дај ми ја, бебе имаме со неа. И после ми текна за кого збори. Друже, бе, таа си у друга соба, му вика, бе, што мајка бараш у 5 саца, вале тука. Знам дека е тука да ми ја даеш. Ајде, му викам, брапете телефонот и еве ти го после 2 сата на врата. Кога бе, у 6 савајле? У 7:30 у хотел. Доаѓа Таман ликот. за доручек. Отворам врата, вика, јас сум сопругот на Снежи. Па сега, шо да ти правам, бе? Ајде да влезам у соба. Ајде, му викам, влези у соба. И у соба нема ја Снеже. Вика, у купатило да не. Па еве го купатилото, влези у купатило. Па вика, у која соба е Снеже? Па у собаа до мене, му викаме. Идеме ние у собаа до него, клjuč. Аха, Снеже. Лупеј, не отвара. Ни Снеже, ни Меже, никој. И сега проблем. Викаме тој будала на што беше од рецепција. Од рецепција, отвори ја со калаус клjuč, Снеже малце повратила. Оф. Беше легната вака. Оф. И му викам, ете ти ја, бе, Снеже, бе, ете ти ја, Снеже. Леле, да извините многу, онева се буди вака и гледа. Мислеше дека, Абе, не си нормален, бе. Абе, бегај да не те гледам. Ај. И си се сврте девојка на другата страна. Си доспа. И викам, малце така беше унередено тоа целото. И вика, сега ќе ги части сите, вика, ручек, вика, затоа што си дошол од Скопје, будало една. Викам, ја вака да ме вреѓа жена ми, па пред луѓе. Што се десило уствари? Добро. Мојата соба имала телефон, незината соба немала телефон. Мојата лична карта била на таа соба кај што спие она, а незината лична карта кај што спием ја. Оној доле напрел карма каша. Како човекот ќе верува дека стварно жена му нема таква ситуација? Или само сте се договориле така да кажете. Ова е to be continued. Не ми се свигаше, не ради друга. Малку познат факт, после тоа Перо ја пишува Жане Снежа Снежана. Ете. Така е. Бајде, едно од најубавите песни за мене, да ти кажам, право, одлично. Поце, одиме понатаму. Како се договаравте за хонорари? Значи, вие тогаш сте најголема група. Таа е таа, the big catch. Нели, кога некој сака да го има А-листата најдобриот, ве бара вас меморија. Кој договараше тие работи, бидејќи секогаш се битни, знаеш, пари, плаќања, хонорари. Како се делевте? Имавте поделено ти за ова, јас за ова или? Значи, он си е главниот, како се вика... Он е Бреговиќ? Он е, да. Да. За жал. У тоа време... Поред тога за среќа. Или у тоа време, или сме ние такви генерации кои што живеевме и за музика, и за, како се вика, и за угоđај. Значи, да си поминеш убаво. Така. И највише ти беше битно, значи, да идеш да... Како ти кажам, значи, тоа што сме го поминале, на жалост, мислам дека уште 50 години нема да го направи никој. А може ли уопшто Овде, на овие простори. У која смисла? Дај Боже да ме демантира некој. Ама вистински. Ние живеевме за да бидеме славни. А откако станавте славни? А уз тоа си имаше овакво предности, за живеачка и поише за живеачка. Значи не мораше човек да работи, да биде вработен. Точно. Професија, јас сум у меморија. 5 години живеевме од исклучиво од музика. Тоа се овака, од 80... Ама живење какво? И кола да си земеш и така? Со тоа што не зема кола, ама купи 30 и плочија. Добро. Кој за што, знаеш? Цале изгради куќа, Мичо направи куќа, ја купив стан, а он плочи купи. Браво. Ама сега на eBay кој ќе ги продаде ќе видите. Да. Значи тоа беа онакви едно, нели 5-6 години кои што тие 6 години вредат како
66 години. Така. Ама на поголем дел од тоа што се вика естрада на овие простори. На жалост. Мене ми е малце жал што има многу луѓе кои што ги има многу години, а многу кампањски функционираат. Треба многу Вистина, да. по-храбро, како да ти кажам, грло му јагоде што викаат. Ние тоа го правевме. И ние сме се враќали исто, понекад боси, после свирки, па со скршени коли, па ем ти доаѓа на концерт, ем ти гаси цигара од патика, ти ги кине патиките, ти ја тршат колата, да. Ти ги врзува патиките? Да. Кој ти ги врзува патиките? Битола исподешава, што да ти кажам. Тоа беше смешно. Добро. Ја искршија киносала Партизан. Ја искршија, ја демолира што дојдоа заради нас. Беше премала за публикава? Уште 10 пати поише имаше надвор. Добро. И истите луѓе, тоа е синдром на Салиери. Ем те сака, ем те мрзи, не знам, чудно. Не. Ама чекај, зашо ти врзува патики, бе? Чекај. Еве, кога ти врзува патики? Док пеев. Како бе така? Сега ќе ти обяснам. Бубањот на Цале е до тука, така? Он има место волку да застане на бината и се наама ако трне паѓа. Аха. А тука е бас бубањот на Цале со не може да микрофон. мрда сирот поце. И сега толку е, значи нема ставак од кај да го стави, така? Можеш твист да играш, можеш. И толку. После 7-8 песни му се запи вода. Да трне се, ама мом вака, да трне на амо, тој ликот од оздово му ги врзал патиките. И трга на амо и Мишо го фати, иначе ќе беше Тумба Јохансон. После тоа, ај помина тоа, а нема што да правиш, како да се испонашаш, што да правиш? Како да се одврзе? Не тоа, и сега си тераш, ти си пееш и свириш, и после тоа му текнало, ама у тоа време па се пушеше. Аха. Му доаѓа до пикавец и оп, има плави старки у тоа време и ги гаси. Изгорева. И сега го гледам и му викам, не знам кој беше, да му викам, да го шутнам, викам му глава. Кој што е вака доле? Не. А истиот, така се секам, истиот тип, ја гушнал женската и вака прави. Ај, цар! Ај сега... Жек! Кај било? Битола. Да. Ова од Мики Џафер песната, нели како беше таа со Битола? Да. И сега, он док ми прави фаца, она знаеш. Ајде, Мики, види срце, има душа. И он док ми ја прави фацата, она... И од позади вака му прави некој. Трикот. И викам, и кај го однесоа типот и надвор слушам, диш, онака. Дубдз. Бас бубањ. Трикот Don't mess with поце. Трикот беше што напред стварно беше преполно со девојчиња. И сега тие, знаеш, ликоите локални секогаш беа така е бе Джекови. За кој дошол од Скопје тука у Битола пуно женски напред. Че му гасам цигари, че го врзем. Така. Ти уствари тргна во музика да правиш сакајќи да бидеш како Sex Pistols. Демек панкер, демек. Значи вака, има мала предисторија целата работа. Ние свиревме со групата Нова генерација на Зајчевска гитаријада. Добро. Гитаријада таа иначе најпозната во регионот. Тоа во бивша Југославија. А посебно па во тоа време. Да, и ние добивме прва награда од публика. Свиревме билја на платно белеше обработка. Каква рока. Дека у тоа време се знае, ден за ден, Лепи сол, ние Нова генерација као некоја трета варијанта бевме. И сега стигаме тамо, победуваме и ја као најнадобуден. Чекаме, ти колку години имаш перо тогаш? 16. На 16 години, да. Секоја чест. Имав и брада дури. Машала, теранеа со копани. Па, бога ми, да. И одиме за Белград, кај Никола Караклаич во емисијата Вече уз радио. И гостин ја, Горан Бреговиќ и Бора Чорба. Ама таму за да се појавиш big тоа deal. е, како се каже? Колка е мене у емисија? Например. Ти Бора Ѓорѓевиќ и Бора... Така, значи Бора Ѓорѓевиќ се раставија тогаш со Рани Мраз и со Џока Балашевиќ и излезе песната Лутка са насловна страна, ја промовираше он. Гото. Бреговиќ го промовираше третиот албум на Биело дугме, а јас не застанав од зборење, слично као денесе. Чекај, 2 мега звезди и 16 годишниот од Македонија. Борко. И он збори. Он не може воздух, зима воздух, не може збор да каже, нема теорија е. И завршуваме Караклаич, вика добро, и не ти рекоа, амам бе... Пази, дете. На лош српско-хрватски тогаш, после недели. Шива македонско-српски тогаш. Тогаш прв пут джезирав. Така, фристайл. Прашање.
И сега Бреговиќ вика, мали да те частим едно пиво наполju, вика, заврши му Шуматовац, а знаеш, Македонска 29, студиото па одма надвор. Викам, ајде бе, важи. У тоа време точеа на малолетници. Да, и му викам, уреду е бе, друже, чим сакаш да ме частиш, чим ти е част да ме частиш. Така. И седнееме двајцата и вика, овако са да ти кажа едно ствар. Добро. Вика, ќе морам сега да ме разберете малце српски, ќе морам да го парафразирам, иначе не би сакал. Вика, музика не е дизање тегова. Музика е мисал и пауза. Што сакал да каже? What's the point, викам овој што. Викам, добри, и вика, джез рок Владко ради најболje. Добро. Ти сад треба да радиш панк. Тоа е права ствар. Кажи, све остало не можеш да урадиш како он ради то. Лепи сол и лепи сол. Така. Не можеш да си подобар од најдобриот. Да, и ја викам. Најди си своето. И ја викам овој, ај браво Брегам, топ, брат. Што сега тресе глупости? Топ си фраер. И ау, и викам, се поздрави со нив, ај пријатно здраво, баш ми е драго што се упознавме. И сега се возам со возот назад за Скопје и викам, знаеш дека овој ликов збори, ама дојдов у Скопје, таа година паднав во гимназија, пошто возев мотори па имав неколку преломи направив у тоа време. И сега татко ми да ме части, пошто за да ме врати назад у школа, ме пушти во Енглеска. Значи отидов у Лондон да си купам појачало и бас гитара. Добро. И се погоди таа година Sex Pistols прв пат да свират у Марки клуб. Бенд кој не беше тотално познат у тоа време, значи почињаше да биде битен и тоа ми го смени животот уствари. Sex Pistols. Джони Ротен, Сид Вишес. Джони Ротен, Сид Вишес. Тачно како вие дечки бе. Значи ги гледам во живо, јас сум можеби еден од ретките македонци кои 77 година у Марки клуб ги гледа Джони Ротен и Sex Pistols. Парите што требаше да купам жици сега за бас гитарава, ги потрошив на фарбање коса, станав као Джони Ротен, плав, со боцки, ставив зихернадли, значи на устата и 4 минџуши. Дебе, перо. И стигаме на аеродром, татко ми директор на основно училиште, ме пречекува на аеродром. Комунизам до коска. Сине, бе! Што е, бе? Викам, ништо ќе ти кажем у кола. Бе, каква кола, кој ќе те качи у кола? Што е работава? Жити се, немој сега, мој. Жени, дека што беше трикот? Бевме за 8 март, уствари, по години и беше авионот пун со жени. Добро. Што ги пуштаа тоа за 8 март жените, разбираш? А ја носев каде жените имав поделено појачало, гитара за ги шверцев. Да ме пуштат на, а може по-токава кутија звучна е. И од тој момент натоми татко ми нешто не беше баш расположен да ми прави многу муавет. Мајка ми вика нека веќе се поправи сега. Како го пуштивме и го запустевме детето. И непуни 2 месеци после тоа дојде другарот Тито и ради изгледот си поминав 2 ноќи во полициска станица заедно со еден куп вични луѓе од денешнава македонска филмска индустрија и други работи, значи Милчо Манчевски беше. Сите што бевме малце надобудни, бевме у станица Карпош. Стварно? Да, што беше Со Тито. Милчо Келија делевте. Келија делевме, не со Милчо, него Гзла, и уште 5-6 души. Зашто бевме многу пред времето. И збунувачки излеавме. Другиот се викаше Нешко, Неделјко Милич, па едниот се викаше Алоис. Сите изгледа малце чудно. Поце ти не се фарбаш, а? Не, да. Не, да. Да. Да или не? 83-та, после трета година средно, се дешава експлозија, се вика Last Dance на Дейвид Боуи. Добро. Мрак. Добро. Мрак лик, еден од најголемите ликови уопште. Што е за медиум уопште, што сум го видел. И нели Боуи онаква чудна жута боја некоја. Така и нагоре. И ја фино лепо со лето, мој вен одмор, ја сам дома сега. Ама што сега кај ја фарби тука по фризери ќе се смеат луѓе. И ова апотека фино лепо, дајте викам хидроген. Како во тој викам појакиот. 2 шишиња и укупатило на глава, а шишан бев онаков и косата и си ја направив таква и кога дојдоа од одмор моите и татко ми на врата, ја отворам врата и он куферите. Ај. Како ре ти е срам, вика. Што си направила, вика? Ме срамотиш тука. Таткото на Поци Иконов е легендата на Не македонската. таткото, не. Вујкото. Чичкото. Чичко ми. Константин. Да. Е Чичко. Чичко мој. My bad, sorry, my bad. Тоа е од Бизбес. Од Бизбес.
Да. Коце, го викаат. И со него растев. И сум идел на проби на Бизбес. И мене ми свиреше на свадба иначе. Стварно? Врски, а? Нема шанси, Тони Перо Магнифико, викам, ако не свирите вие, не се женаме. Јако. Како бе не се жениш? Перо Ако вие Магнифико двајца не свирите... и покојни Крсто Таушанов, Да, исто од Таушанов, да. Магнифико. Добро, што е сега планот? Значи, концертов, ајде се случи, како се здруживте, пак се здруживте, тоа е помалку важно, многу повеќе важно е дека ќе се случи на 18 ноември нешто што долго време ваши фанови го чекаа. Карти се уште може да се купат, претпоставувам, купи карти за се преку нивната продажна мрежа, така. Што ќе се прави после? Вака сега, значи, ја не излегов од штосот. Знаеш, тоа е као дали... Као не си трчал маратон, па сега ти текнала и ќе трчам маратон. Тој што знае што значи припрема за маратон, јасно му е за што зборам. Тоа така не иде, Перо. И сега овие 9 Блинко или Бланко, не знам, од Битола, викаа, ман бе 11 јануари го најавивте концертот, кај е ноември е. Така. Ја ви тврдам дека уште 1 ноември ни фали да завршиме се она што го замисливме ние за овој концерт. Значи има планови понатамошни? Да, прво за овој концерт, затоа некои планови не ги направивме, бидејќи сакаме се тоа што ќе го направиме да биде сработено, што би рекле, par excellence. Добро. Имаме нова песна, па се мислевме дали да ја пуштиме, па се одлучивме да не ја пуштиме. Значи, спремаме нов албум веднаш по концертот. Бро. Кога ќе завршиме, 18 ноември наредната година ќе правиме повторно концерт. Ама 2018? Да. Ама ќе биде unplugged концертот. Ама тогаш више и новиот албум ќе го свириме. И тогаш ќе биде новиот албум промовиран во комплет. И ќе има еден документарец, а документарецот е многу прост. Сите ме прашуваат што е. Овие приказни што ги читате на Вис Меморија. Најс. Значи тоа се кратките синопсиси кои ќе бидат претворени со живи луѓе. Ако видите тамо, ќе видите карти од меморија од 90-тите луѓе што ги сочувале со нашите автограми. Ќе видите плочи кои ги чуваат уште како реликвија од 150.000 најпродавана сингл плоча во Македонија во сите времења, кај што е 1000 песни Јоган по звездите. Ќе видите албуми кај што ги имаат нашите автограми. Така да, точно од тоа ќе произлезе таа историска документарна серија која треба да трае по некои 15 на 20 минути, да не биде досадно, и ќе раскажува за се она како ние од 89-та година до денеска. Меморија на 18 ноември, секако да подсетиме дека беше поканет да гостува и Антонио Бандерас, но одби да гостува, нека му служи на чест. Нека му служи на чест. Антонио Бандерас, тоа е тоа. Може да ти кажам нешто, зашто не дојде? Ајде. Знаеше дека ќе направиш една глупост и ќе не натераше да правиме склекови со Бандерас, сега ќе го победев. И те како? Good Nature чајови, витаминка, оце за гласот. Thank you. Меморија 18 ноември. I love. Имаме едно многу специјално изненадување именно на 11 ноември во сала Борис Трајковски има еден голем концерт од човекот кој всушност е тука до мене, Желјко Јоксимовиќ. Ево. Здраво живо. Желјко е тука сега и ќе остане цела недела тука. Ја тоа обично тако. Да, не, обично така прави, да. Значи ќе остане цела недела, сега ќе си поправиме малце муавет, а следната недела сме цела емисија заедно. Опет? Да. Па можемо. Сакаш? Јас сум за. Кажи дека сакаш. Сакам. Значи, 11 ноември. Жеко, ти имаш веќе серија добри концерти кои што ги паметиме, многу големиот концерт на стадион, вечно ќе се памети со колку таму 50.000 луѓе и така натаму, имаше многу добра турнеја. Лани мислам беше која почна од Скопје, па после прошета колку земји? Сад сме имали у Бугарској, у НДК, па идемо сад у Сараево, имали смо Република Српска. Има баш доста концерта кои смо почели управо си овде у Скопју и драго ми е. Јас сам затоа и одабрал Скопје, jer највеći концерт мој био у Скопју и некако ми таа енергија била баш добра да одавде крене. Nije isključeno da ove godine napravimo još eventualno 1 ili 2 pred Novu godinu u 2 sveta, koji će biti u manjem prostoru, naravno. Dobro, tako ne kao što, da, na tom projektu se sedi, onako, obuče se
smoking i tako dalje. Pred Novu godinu, a ovo što će biti 11. novembra u VIP areni Boris Trajkovski će biti pop koncert koji je Ne se sedi. Ne, i sedi se i ne se sedi. Mislim da su karte zaista, da je mali broj karata ostao. Dobro. Kao što kaže organizacija, uglavnom su svi koji sede već kupili karte. Ali sad oni koji stoje, ukoliko neće da stoje baš onako zgusnuti, nek uzmu na vreme karte, one koji su možda malo u nekim prvim redovima. Tako da pripremamo jedan zaista dobar koncert, jer ti koncerti koji su bili u dvorani Boris Trajkovski, ja ih jako pamtim. Čak sam koristio, nećeš verovati, zvuk od prvog koncerta za pesmu Ljubavi. To sam poslao svim radiostanicama u celoj bivšoj XU. Ali nećeš verovati, ne zvuk koji smo mi snimali, nego zvuk jednog čoveka koji je bio iza bine i snimao je telefonom publiku. Što telefon imao to je? Taj zvuk je tako snimljen da to možeš da pronađeš također na YouTube-u. Dakle, on je bio iza zvučnika i muzika se uopšte, ja se nisam čuo. Čula se samo publika. I to je bilo... Čekaj. Sad zamisli kako će da bude 11. Така, ќе видиме, има изненадување, има... Кој доаѓа со тебе? Јелена Томашевиć? Jelena će doći sigurno, doći će veliki broj muzičara. Dobro. Tako da možda sva iznenađenja ne bi bila iznenađenja ako bismo o njima stalno govorili unapred. Да, бе, така е, нормално. Сите што ги интересира да си дојдат на 11 ноември, генерално така го гледам. Da. Imaću pre svega, Bože zdravlja, fantastičan koncert i imaću fantastičnu publiku. Така е. Ja zbog toga dolazim. Така е, 11 ноември Željko Joksimović, a Željko Joksimović идната емисија ќе биде тука. Зошто? Бидејќи тука и ќе седи цела недела. Ja uopšte ne mrdam odavde. Mogu ja i da legnem ovde lepo. Da. Legni, odspij. Како си примав така жара? Емотивно. Многу поише од емотивно. Ефтен емотив.